Се враќаме во студиото, тука е како што најавивме министерот за дигитална трансформација, господин Стефан Андоновски. Господин Андоновски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, поздрав до вашите гледачи и ви благодарам многу на поканата. Според вашите најави, до 2035 година Македонија треба да биде целосно дигитализирана. Па еве за влеца во разговорот да објаснеме што значи тоа да бидеме целосно дигитализирани. Целосната дигитализација подразбира дигитализација на јавниот сектор и тој почива на неколку постулати. Првиот постулат или првиот темел на таа дигитализација е поврзаноста на институциите. Ние ја нарекуваме интероперабилност, еден тежок збор кој што значи дека институциите помеѓу себе комуницираат, но во исто време дека произведуваат податоци кои што еден со друг може да ги читаат. Тоа се формати кои што едните и другите можат да ги читаат. Во моментот се наоѓаме во ситуација во која што секоја институција дури внатрешно има системи кои што не комуницираат помеѓу себе. Чест пример кој што го давам, на кој што во моментов работиме на пример, е управата за водење матични книги, каде што за да се венчате треба да извадите потврда, извод од матична книга на родени од едниот шалтер и да го донесете до другиот шалтер за да се венчате. За да ги избегнеме овие состојби не само во управата за водење матични книги, во целата држава, работиме на процес на поврзување на институциите на таа платформа за интероперабилност, еден вид на автопат на кој што сите институции треба да се закачат и меѓусебно да комуницираат на еден ист униформен начин. Тоа е првиот елемент. Вториот елемент за кој што зборуваме кога зборуваме за дигитализација се услугите кон граѓаните. Овој автопат во кој институциите комуницираат треба ни помогне да креираме побрзи, поефикасни и достапни услуги за граѓаните, што значи дека тие ќе бидат достапни на националниот портал за услуги и граѓаните нема да мораат да носат документи за да остварат некое свое право. Често го кажувам примерот дека никој не вади уверение за државјанство затоа што дома му треба уверението за државјанство. Ви треба за да постигнете некоја друга цел, за да остварите некое право. Но ако институцијата сама го прибира тој документ и тој доказ по службена должност, вие нема да морате да носите. Нема да треба да одите во МВР да извадите уверение за државјанство за да го однесете за да добиете стипендија во Министерство за образование. Туку тие меѓусебно ќе си го повлечат тој документ. И тој пример е секогаш добар затоа што тоа уверение за државјанство е целосно електронско, достапно на националниот портал услуги.gov.mk и граѓаните веќе масовно го користат. И во втората фаза веќе нема да треба тие да го вадат самите, туку ќе треба институциите да го прибавуваат по службена должност. И третиот можеби најзначаен елемент за кој што мислам дека е важно да се зборува, не можеме да зборуваме за дигитализација без заштита на лични податоци и сајбер безбедност. Затоа што креираме систем кој што треба да биде на крајот безбеден и постојано се трудам да системите кои што ние ги оперираме во министерството, а значат оваа платформа, порталот услуги и останатите, бидат безбедни, граѓаните можат да им веруваат, постојано правиме тестови, постојано анализираме кои се недостатоците и работиме на изградба на култура на сајбер безбедност во јавната администрација. И можеби еве четвртиот елемент кој што мислам дека е значаен, а тоа е дигитализација или дигитална трансформација на бизнисите. Во Македонија има една специфична ситуација да последните 10 години, ќе кажам, не само последната влада, бизнисот истрча напред во дигиталната трансформација пред државата. И тука, например, телекомите, банкарскиот сектор, развиените сектори во државата, како што ИКТ индустријата, отидоа многу чекори пред државата во дигиталната трансформација и некако државата ги успоруваше, затоа што нашите закони и правила, особено законите за архивско работење, но и останатите правила не дозволуваат да тие водат процеси исклучиво електронски. И апсурдни ситуации имавме во кои што во исто време ги печатат своите сметки и ги фактурираат електронски. Зашто? Затоа што ние им го баравме тоа како држава. Со последните измени кои што се во собраниска процедура, еве второто читање помина вчера на комисиите, Законот за архивска дејност ќе им дозволи за архивско работење ќе им дозволи на институциите да водат исклучиво електронска архива, доколку ги исполнуваат сите оние услови кои што се барат, а сигурен сум дека стотици компании веќе ги исполнуваат тие услови, не треба да направат никаква дополнителна инвестиција, за да им дозволиме полесно да работат. И последно во делот на дигитална трансформација на бизнисите и нивното поврзување на платформата за интероперабилност. Не знаеа до моето доаѓање во министерството дека постои ваква платформа и дека може да ја користат, а сега еве со задоволство можам да кажам дека десетина компании, особено од финансиската или финтек индустријата, се закачени на платформата за интероперабилност, тука се и банките и веќе почнуваат да користат податоци од другите институции, да ги прибавуваат преку платформата. Работиме сега малку повеќе и со здравството, работиме и со
управата извршување санкции, мислам дека тоа поврзување на институциите ќе значи многу побрзи, поефикасни услуги за граѓаните. Овој дел, последниот дел ми е интересен во однос на користењето на платформата од страна на приватните компании. Има ли тука опасност од некаква, не знам, заштита на лични податоци во однос на тоа што може да искористат тие, што може да повлечат, кои податоци за граѓаните? Дали со нивна дозвола, дали без нивна дозвола? Многу легитимно прашање и навистина внимаваме на тоа. Ние им дозволуваме сега пристап на платформа од која што тие во моментот не приходуваат никаква информација. И тие само врз основа на закон можат да прибавуваат некакви определени информации. Често тие сакаат да се поврзат со Централниот регистар на население, до кој што по закон имаат право да пристапат само со дозвола на граѓанинот. Например, сакате да аплицирате за кредит и банката треба да ги провери вашите лични податоци. Вие давате лична карта и банката врз основа на вашиот матичен број пребарува во Централниот регистар на население за кој што дава информации, потоа може на истата платформа да се поврзе со катастар, да повлече информации за вашиот имот и така натаму и така натаму. Заштитата каде е? Во тоа што вие секогаш можете да проверите на порталот услуги Gov.mk во делот логови кој некогаш прибавил ваша информација. И доколку сметате дека вашето право е нарушено, вие имате право да тужите или да се жалите, затоа што сметате дека некој ги добил вашите лични податоци без некаква дозвола. До сега имаме навистина високо ниво на безбедност на порталот и гледам дека нема некои жалби или барања од граѓаните да сметаат дека нивните податоци се злоупотребени. Спротивно, кога зборуваме за фотокопија на лична карта, за фотокопија на документи, веќе може да зборуваме и за злоупотреба на податоците, но ова е жива материја во која што многу лесно проверувате доколку некој сакал да ги злоупотреби вашите податоци. Но е легитимно прашање. Прашањето за сајбер безбедност и безбедност на лични податоци во дигитализацијата е најголемиот предизвик. Со него ќе се соочуваме постојано. Да, се разбира. Исто така прашањето кога сме тука веќе на таа тема за предизвиците, да речеме, тука е прашањето за кога зборувате за дигитално архивирање или за дигитално чување на податоците, во однос на бекапот, во однос на чувањето, во однос на тоа дали бидејќи се електронски дали може да се случи некаква хаварија. Сега да не зборуваме само за хакерски напад или нешто друго, едноставно од некоја техничка природа за тие податоци да исчезнат и потоа да ги нема едноставно. Ние го поставуваме ова прашање, ќе го одговорам, но сакам еден чекор назад да се вратам, затоа што има коментари зашто ви е дигитализација на архивите или дигитално работење, си имаме ние хартија и безбедни сме. Да, тоа е. Без да видиме обично аргументот. Без да видиме во каква состојба се чуваат хартиите и хартиените архиви. Не само во државниот архив, нема да го земам како пример, туку влезете во некој суд или па дури во управата за водење матични книги и во останатите институции каде што се чува архива, ќе забележите на кој начин тие се чуваат. Во ходници, во мувлосани подруми. Многу често прокиснува, па да. Или може да се запали, како што често се случува во некои институции кои што сакаат да избегнат некој вид на ревизија. Процесот на дигитализација на архивите значи чување на две заштитни архиви. Значи имате основна, во која што ја полните со информации, но во исто време чувате две заштитни архиви. Едната е активна, се нарекува, а втората е пасивна, која што ја обновувате на определено време. Активните, значи практично вие чувате 3 копии или 3 оригинали на еден ист документ и на тој начин гарантирате дека ако еден испадне, што може да се случи, не е невидена и неслушната работа, но веднаш другите ускокнуваат и немате никаков проблем на губење на податоците. Погрешен е пристапот, а беше пракса порано, кога се вршеше дигитализација, не се внимаваше на овие аспекти, но заради голем губиток на податоци изминатите 15 на години по светот, па и кај нас, се внимава сега на овие аспекти да податоците секогаш се заштитуваат со двојна или тројна заштита. Секако документите кои што се произведени во хартија, а имаат архивска вредност, да речеме книга или некој важен документ, и поратаму ќе се чуваат и во хартија, но заштитниот механизам е секако дигиталниот, затоа што искуството покажува дека многу потешко ќе уништите податоци кои што се чуваат дигитално на правилен начин, отколку што ќе се загуби документот, се изгоре архивата, протече, ја фати поплава и така натаму. Знаеме, такви случаи имало десетици во минатото и интересна ми е оваа дебата, често учествувам затоа што оние кои што не сакаат да се случи дигитализација велат ние си чуваме хартиена архива,
не терај сега да се дигитализираме, но тоа е размислување кое што навистина не држи многу вода. Да, тоа е всушност главниот аргумент на оние кои сакаат таков начин на работа или на архивирање на спротивно на овие што сакаат да се Позадината е друга, систем, да. ова е добра алиби можеби за дискусија, позадината е друга, обично сакаат нетранспарентност, да не бидам подиректен од што треба. Видовме и во трагичниот случај со Кочани што се случувало во Министерството за економија. Тоа не би се случувало ако процесите биле електронски. Ќе се знаело кој архивско бројче се однесува на кој предмет и вие не можете да го менувате. А кога имате хартиен документ, хартијата трпи СЕПА, било што можете да напишете на неса. Не само тоа, мислам дека има и уште еден момент кој го имаат луѓе кои немаат толку искуство во работа со информатички системи кои можеби се плашат од моментот на преминување на некаков софтвер или нешто. Едноставно навикнати се да пишуваат. Тоа е легитимно. Тоа е легитимно, затоа што не секој е роден со тие алатки, тие вештини и додека порано беше борбата исклучиво како да ги поткренеме дигиталните вештини на граѓаните, на јавната администрација, на младите, на повозрастните, сега се оди и во друга крајност, на тоа да ги симплифицираме, да ги упростиме системите толку да може секој да ги употребува. И јас сум поборник на тој пристап, не е исклучиво да градиме вештини и да обучуваме, тоа е потребно секако, но да направиме системи кои што се доволно едноставни да секој може да ги користи. Често го користам примерот со социјалните медиуми, еве кај нас најпопуларната алатка за комуникација Viber или Facebook, кој што повозрастните го користат, никој, претпоставувам и од 80 годишни и повеќе, нема прочитано упатство за употреба или помината обука за користење Viber. Толку е интуитивна апликацијата, толку е лесна за користење, што со мала вежба или со мал тренинг или некој ќе им покаже на повозрастните, веќе тие можат да ги користат. Обврската на државата, па секако и на приватниот сектор, ако сака да привлече повеќе корисници, е да ги упрости толку многу апликациите, да ги поедноставни, да бидат неколку кликови наместо десетици скролање низ страниците, за да стигнат луѓето до посакуваната информација или посакуваната услуга, така што мора да работиме во двете насоки. Не сум поборник исклучиво на градење вештини, туку да им го олесниме животот на граѓаните максимално можно, да им биде како да отвориле Facebook, да им биде користење на националниот портал за услуги да завршат работа. Да, сакам уште еден момент во однос на поврзувањето на институциите и на платформата за интероперабилност. Дали тоа е основата? Дали платформата е основата за целосното поврзување? Сега не сакам да бидеме премногу технички тука во разговорот во однос на гледачите, но ме интересира кога вие велите усогласување на софтверот, усогласување на форматите помеѓу институциите, бидејќи до сега знаеме дека секоја институција имаше законска можност да распише тендер, да оформи свој софтвер за работата и тоа често го праве од различни компании, различни типови и така натаму. Дали се размислува за такво нешто, за користење на еден унифициран софтвер на државно ниво кога зборуваме за институции? Тоа ќе биде многу тешко, особено затоа што ние не сме држава која што сама произведува софтвери. Има држави кои што имате агенција за дигитализација и таа самата ги продуцира софтверите. Ќе дојдам што планирам и во напредна фаза сме и на реализација на тој проект. Платформата за интероперабилност е многу важна. Таа треба да сватат граѓаните како еден централен автопат на државата, дури естонците така ја крстија X-Road, во кој што сите ќе се закачат независно на каков пат самите одат. Можеби, да го симплифицираме, некоја институција оди по земјен пат, но повторно може да се закачи на платформата. Друга институција оди по регионален пат, повторно може да се закачи на платформата. Така е скроена платформата, таква е архитектурата, да дозволува било какви софтвери, кои што имаат едно од признените стандардни начини на производство на податоци, да може да се закачи на платформата. Затоа е толку добра. И таа дозволува да не морат да се закачуваат институциите една со друга директно. Затоа што, да речеме, наједноставен пример е Централниот регистар или Царината. Тие би требало се закачат со стотици институции за да може да разменуваат информации. На овој начин тие се закачуваат само со една, со X-Road, националната платформа за интероперабилност, и по таа платформа, по тој автопат се движат сите информации кои што тие треба да ги разменуваат. Околу софтверите би било идеално ние да имаме еден унифициран софтвер. Работиме на документ менеджмент системот и тој веќе го применува 20 институции.
сега работиме на една негова сериозна надградба во кој што и документите ќе се произведуваат во него, сега само се архивираат, ќе се произведуваат во документ менеджмент системот и тој ќе значи дека по ист систем ќе работат институциите кои што ќе го прифатат. Но институциите кои што нема да го прифатат имаат обврска стандард да постигнат ниво кое што ќе биде компатибилно со другите. Кога ќе произведат електронски документ, да тој може да се споделува. Важно е околу унификацијата, има еден многу интересен проект на кој што работиме, а тоа е постручните ќе знаат проект на отворени кодови или национален репозиториум складиште на кодови. Што значи тоа? Порано кога се произведуваа софтвери, практично се купуваше готов софтвер. И вие немате право на сопственост на тој софтвер, туку само право на користење. Тоа е како да изнајмите автомобил. Го возите определено време и го враќате. Сега државите одат кон тоа да кога ќе го купите софтверот, тој е ваш, или пак кодот со кој што е напишан, програмата во која што е напишан, е отворена да вие можете слободно да ја користите. Одиме кон тоа да имаме национално складиште на овие кодови, да не се чуваат на CD некаде или на некој USB во некоја институција, туку на едно место, тоа е првата фаза, и втората фаза ќе дозволи колаборација со работка. Ако да речеме, не знам, Министерството за јавна администрација има добар систем за администрирање на човечките ресурси, зошто да истиот тој код, истата таа шема не биде употребена од некоја друга институција или некои добри делови од тој код да бидат употребени од друга институција, градејќи некој нов систем, некој друг систем. На тој начин тие изборуваат помеѓу себе системите, но и полесно се градат. Швајцарија има отидено и уште еден чекор напред, за кој што ќе испровоцирам можеби некоја дискусија, да тие се отворени за јавноста, да може секој да погледне. И тука се гледа новиот патриотизам на IT луѓето или на луѓето од IT сферата, да тие овие кодови ги гледаат за мерките во кодовите, недостатоците и секогаш пласираат како треба тие да се изменат, совети, препораки како треба тие да се изменат за да бидат подобри. Не сме стасани до тоа. Многу државите не решаваат додат таму заради тоа што значи дека ги отварате системите, па може некој да ги нападне и така натаму, но Швајцарија на тој начин изгради брана практично кон хакерите, затоа што овие етички хакери, добри луѓе кои што си веруваат во државата, добронамерно реагираат за да се подобрат системите. Не сме стигнати до тоа, но ова е патеката кон која што се движат голем број од државите и со внимание следиме и веќе правиме напори да барем соработката меѓу институциите на во овој дел е зголеми. Да, со унапредувањето на системот за електронско вадење на документи кои мора да кажеме дека постоеше и претходно, но исто така треба да кажеме дека го унапредивте, возможивте еден поголем број на документи да може да се вадат електронски, да не мора граѓаните да одат на шалтер. Се уште има некои работи кои сепак мора физички да се отиде, тоа е едното прашање. А второ е, за да не чекаат граѓаните до 2035-та за целосна дигитализација на институции, еве најчесто со она што се соочуваме се, да речеме, возрастените институции во однос на здравствениот систем и тој софтвер таму каде што морат граѓаните во однос на упат, да речеме, иако им даваат лекарите електронски упат, потоа на болниците и клиниките сепак им бараат да го донесат физички. Тоа е навистина проблем со кој граѓаните се соочуваат секојдневно и можам да кажам можеби најмасовен. И потоа исто така нели за резултати, иако можат, не сакаат да им ги пратат на мејл, им велат дојдите, па тоа создава дополнителни проблеми, турканици, гужви, оптоварување на здравствениот систем дополнително и така натаму. Еден цел ланец повлекува потоа негативен. Ке се согласам дека постоеше порталот, тоа е еден ИПА проектот почнат во 2018 година. Јас наследив портал кој што луѓето не го препознаваа, тоа беше маната. Тоа што не беше доволно пријателски кон за користење, тоа она што го зборував и претходно. Многу беше тешко да се снајдете низ порталот и немаше надградба 5 години. И наследив портал кој што имаше околу 100.000 корисници, сега имаме 170.000 за 9 месеци, за 10 месеци колку што броев. И бројот на услуги месечни, тоа е препознавањето на граѓаните и дека им треба, од 1000-1100 сега е качен на 6000 месечно услуги, кои што граѓаните ги приходуваат 6000 трансакции. Малку е, не е доволно, се согласувам, и потребни се уште повеќе услуги кои што граѓаните вистински ги користат. Имавме една средба тоест неколку средби, а последната беше поважна со директорот на Фондот за здравствено осигурување и редовно комуницирам и со директорот на Управата за електронско здравство. Интересен податок е дека мој термин, системот, е еден од пионерските системи за дигитализација на здравство.
но некако како да остана во таа 2013-14 година кога првпат беше лансиран и немаше позначени подобрувања од тогаш. И интересно за тој систем, кој што е паралелен практично на системот за интероперабилност, ги поврзува и аптеките, фондот за здравство, лекарите, здравствените установи, не беше поврзан на националната платформа за интероперабилност. Не комуницираше со ниту еден друг систем. Си беше систем сам за себе. Овој период беше доста предизвикувачки, го поврзавме на националната платформа за интероперабилност, а со директорот Клековски разговараме за токму ова што го кажувате, е-рецепт, кој што сега веќе многу полесно може да се имплементира, затоа што фондот за здравство е веќе закачен на платформата, мој термин го имаме закачен на платформата и сега развиваме едно заедничко решение во кое што лесно ќе флуктуираат овие документи. И нешто за што се залага па директорот на управата за електронско здравство, знам дека имаше еден проект да ги прибере сите телефонски броеви на граѓаните кои што користат услуги, да не може да ни се случува да некој лекар прегледува лажни пациенти, односно пријави дека вас ве прегледал, а всушност станува збор за некој пациент кој што нема здравствено осигурување. Овој начин на поврзување на податоците ќе ни помогне и во овој дел на спречување на злоупотребите, а и ќе им олесни на граѓаните да не треба да носат никакви резултати, туку имаат електронско досие. Повторно ќе биде тоа на порталот за услуги, се разбира. Имаат електронско досие кое што може да го следат. Да, сум бил на лекар, да, сум направил ехо, кај тој лекар во тоа време. Точно знаат што поминале и кои се резултатите од тоа, а тоа ќе го знаат и специјалистите. Бара напор, жал ми е што долго време многу не е направено во оваа област, оставени се некако работите. Јас и во моето министерство наследив таква ситуација да се почнале проекти адхок на различни страни и никогаш не се интегрирале, не бил системски пристапот. Дури и системи кои што во моето министерство постоеле не комуницираат еден со друг. И тоа е работата на политичката работа на ова министерство и затоа мислам дека беше важно што го формиравме, не толку дека јас ќе одам во секоја институција ќе ја дигитализирам, затоа што таква амбиција ниту може да имате, ниту имам такви ресурси, но мора системот да биде пристапот да биде системски, во кој што нема да дозволиме излегување од шините кои што сме ги воспоставили. И што вели директорот Клековски во однос на е-рецепта, кога би било тоа достапно за Мислам дека е во многу напредна фаза планирањето, архитектурата и мислам дека до крајот на годината ќе го имаме. Да. Барем тоа се најавите сега за деталите, треба да позборувате можеби со него, но мислам дека ситуацијата со Кочани некако не сите изводи од колосекот работата на која што бевме фокусирани, но мислам дека полека се враќа на динамизација на овој процес и мислам дека со напорна работа 2026 ќе имаме вакво решение. Да. Во однос на другите новини кои ги најавувате, кои се интересни за граѓаните и интересни за дебата е дигиталниот паричник. За сите граѓани, кажавте дека во соработка со МВР работите на тој проект. Што значи тоа дигитален паричник? Што би значило тоа за граѓаните? Тоа е една новина и во Европа, не е нешто што сите го имаат. Ќе бидеме, да речеме, еден од пионирите на Балканот, особено Западен Балкан. Грција веќе има добра апликација. Нашиот пристап беше да не биде ова само уште една апликација која што имате, туку имаме една државна апликација за услуги. И сите услуги за граѓаните ќе бидат на таа една апликација, до која што ќе имаат пристап секој граѓанин бесплатно. Затоа што се развиваше до сега принципот. УЈП има една апликација. Е-здравство има друга апликација. Па УЈП им текнало и мој термин има трета апликација. Односно мој ДДВ, се извинувам. Не сакавме да одиме во тоа да имаме и електронски дигитален паричник и уште една апликација за услуги, туку да биде една супер апликација. Па со логинот од УЈП може да се логирате и таму, и таму, и таму. Па да, и малку е зборувачки. Но зашто симнете 7 да, апликации, кога може тоа да биде една, државата нека се потруди повеќе за да ги интегрира на едно место. Сега што е дигиталниот паричник? Треба да го замислат граѓаните како електронска верзија на вашата лична карта, возачка дозвола, односно на личните документи. Тоа значи дека вие ја имате верзијата, електронската верзија, вие повторно се ја задржувате и вашата физичка лична карта и возачка дозвола, оние кои што не сакаат да користат, не можат, не знаат и така натаму, но суштината на дигиталниот паричник во Европа е дека со него вие се легитимирате. Со покажување на тој дигитален паричник или оваа нова можност НФЦ, вие при закачување на некаков терминал или со друг мобилен телефон, вие се легитимирате дека тоа сте вие навистина. Не морате да ја покажете вашата лична карта и возачка дозвола.
И тука работиме на прва верзија која што ќе биде не целосно согласена со биометрија и така натаму, туку што само да им покажеме на граѓаните како функционира, да ги извежбаме, да истренираме апликацијата да функционира максимално како што треба, а потоа во втора фаза 26-та, 27-та можеби ќе фати, одиме на целосно електронски потпис низ апликацијата и целосно електронско верификување низ апликацијата. Во принцип, наједноставно кажано, нема да треба да ги носите картичките во вашиот паричник, затоа и се нарекува дигитален паричник, затоа што картичките ви се наоѓаат во таа мобилна апликација. Оваа пракса веќе ја има на Apple Pay и на Google, односно на Google Wallet. Кај нас, за жал, се уште не е достапна Apple Pay заради политиките на Apple, но Google Wallet е достапен за корисниците на Android и вие можете квашта кредитна картичка, дебитна картичка да ги внесете во системот и плаќате само со вашиот мобилен телефон. Не плаќате веќе со картичката, не морате да носите. Секогаш постои, затоа што бев обвинуван неколку пати дека ќе им забраниме сега на граѓаните картички, па како ќе се снајдат повозрастните. Секогаш имате можноста за чип картичките, за пластифицираните картички. Ова е можност за оние кои што сакаат, имаат можност, сакаат да користат дигитални услуги. Значи, дигиталниот паричник, освен личните документи, ќе може да се користат и банкарските картички, така? Во дигиталниот паричник во прва фаза не, затоа што тоа е работа на банките заедно со Google и со Apple, како провайдери. Нема да влеземе во таа акробација, не влегуваат државите во принцип во таа акробација, но ќе ви дозволи на исто место да се интегрирате, што значи со истиот кориснички профил да ги користите и во Google Wallet-от и во државната апликација. Значи да се ги имате личните документи во дигитална документи форма. ќе бидат во дигитална форма, така. Да, добро. И велите дека тоа кога ќе почне првиот дел ова што го велите да речеме тест фазата? Тест верзијата ја најавивме за 1 и 2 октомври. Ќе го организираме еден голем меѓународен настан на 1 и на 2 октомври. Тоа е дигиталниот самит на Западен Балкан. Веќе 2 години не се организира. Во соработка со регионалниот совет за соработка RCC, поддржан од Берлинскиот процес, ќе организираме еден огромен самит на кој што ќе бидат присутни министри од целиот регион за дигитализација, високи представници на Европската комисија, на Европската унија, наши партнери од поширокиот регион и пријатели, и од бизнис секторот, секако и од невладиниот сектор, голем интересот. И на овој дигитален самит ќе ја промовираме за прв пат тест верзијата, присутните на самитот, но и секако граѓаните ќе имаат можност да ја симнат, да ја тестираат, да видат дали им се допаѓа, кои се нивните замерки. Треба да кажам примери од другите држави, Полска е многу добар пример. Неколку пати ја пуштаат апликацијата во неколку верзии, што е нормално за секоја мобилна апликација. Наоѓате замерки, забелешки, недостатоци, се враќа, се доработува и така натаму, граѓаните да не очекуваат веднаш да биде тоа најдобрата апликација што ја сретнале, но работиме на многу внимателно на добри примери од поширокиот европски регион и ќе имаме квалитетна апликација на 1 октомври која што ќе може да се тестира. Да, за дигиталниот самит имав прашање, некако дојавме до него, ќе разговараме. Сакам уште ова да ве прашам, бидејќи видов дека дигиталниот паричник се прави на некој начин со фондови од Европската унија, ако не грешам. Да. И сега, не само за тоа, туку сакам да ве прашам, колку ние ги користиме тие фондови за цела оваа дигитализација, бидејќи знаеме дека се достапни и дека тоа не само што е пожелно, туку сме охрабрени да чекориме тој пракса. Да, значајно прашање до сега не сум го дискутирал. Јас уште пред доаѓањето на позицијата отприлика знаевме како ќе се движат работите. После изборите разговарав со Украинското министерство за дигитализација, затоа што Украина има најдобрата во моментов апликација како дигитален паричник. И со колегите од Полска, колегите од Словенија да направиме едно решение кое што ќе биде многу добро, а многу едноставно за реализација и заедно аплициравме на еден проект од програмата Дигитална Европа за практично инспирација од мобилната апликација на Украина, но секако надградена со тоа што се препораќа на Европската унија и добивме грант од околу 1.100.000 евра. И со тој грант, со партнерство и поддршка техничка и знаење од нашите партнери од овие држави, ние ја градиме апликацијата и ова е наш трет проект од Дигитална Европа, кој што го реализираме. Тоа е една голема програма за дигитализација, над 6 милиарди евра достапни за македонските компании, конзорциуми, институции од приватниот сектор, од универзитетите. И можам да кажам дека има интерес, дека има апликации од Македонија, но и дека Европа се уште учи на тема Дигитална Европа на програмата, затоа што е нова, започна минатата година.
Но имаат сериозни проекти за дигитализација и во делот на ИПА и во делот на програмите за поддршка на другите институции. Земјоделие, зелена транзиција во делот на енергетика и така натаму. Можам да кажам дека има уште потенцијал за користење. Не се доволно искористени. Што се однесува до ИПА, новата компонента, ние станавме малку и издодевни кон нашите партнери од Европската унија, затоа што постојано притискаме за проекти кои што се однесуваат на дигитализација. Подготвени сме да ги реализираме како министерство и затоа сме вака прилично присутни. Аплициравме за неколку проекти во делот на ИПА и мислам дека наредниот период ќе имаме сериозна можност да ги искористиме и тука и реформската агенда е важна, затоа што и таму имаме една цела компонента за дигитализација и во делот на класична дигитализација на јавната администрација, но и во делот на зелена транзиција, градење на човечки капитал. И таму доста средства се обезбедени. Со поминувањето на овие 4 закони во собрание, ние обезбедивме 19 милиони евра средства од реформската агенда, од кои што 5 милиони евра се грант, другиот дел треба да бидат проекти кои што ќе се кофинансираат со кредити. Да, еве, значи закон за електронска архива, закон за сајбер безбедност, закон за електронски комуникации, закон за електронска идентификација. Да, електронски документи, електронска идентификација. Со овие закони овозможуваме уште повеќе средства. Секако тука често се зборува за капацитетот на институциите да ги реализираат тие средства, но сум сигурен дека во делот на дигитализација можеме многу да постигнеме. За разлика од изградбата, од реконструкцијата на патишта, на инфраструктура, во делот на дигитализација сме покажале резултати во минатото, имаме вештини и знаење, имаме и добри компании од приватниот сектор кои што можат да испорачаат. Потребна е само сериозна политичка волја и системски пристап. До сега, често кажувам, имало адхок решение. И ќе текна на некоја институција сака да се дигитализира, не прашува што постоечко има, туку се дигитализира во свој некој меур, кој што не комуницира со останатиот дел. Сега е малку полесно, затоа што има политичко ниво на министер кој што се грижи за системски пристап во работата и јас и благодарам и на владата, особено на премиерот, што има сенс за овие прашања и секогаш кога станува збор за дигитализација на определен систем некаде во некоја институција, секогаш министерството е вклучено во работните групи за да поттикнеме системски пристап. Не е целта да нешто киднапираме да биде само Министерството за дигитална трансформација, но примерот со МВР секогаш го кажувам како позитивен, затоа што ние не се мешаме во работата на МВР, туку само помагаме, даваме ресурси да тие реализираат услуги за граѓаните и тоа партнерство до сега нуди одлични резултати. Во однос на ИПА фондовите, на користењето на ИПА фондовите, интересно е, но и апсурдно во исто време што како држава, не зборувам сега за оваа влада, туку за децении наназад, имаме низок процент на искористеност на овие фондови и никогаш не сме имале јасен одговор зошто е тоа така. Вие сега велите дека во однос на тие достапни средства, 6 милиарди кои се достапни, дека сме ајде да речеме малку поагресивни во апликациите. Сме поприсутни, само ние имаме отприлика околу 4 милиони евра побарани средства одобрени, кои што ги реализираме со одлична динамика, што значи дека нема да има простор за враќање на определени средства. Видете, често зборуваме ние за капацитетот на апсорпција, дека не е доволен и со тоа ќе се сложам, човечките капацитети, капацитетите на институциите. Но ретко се зборува и за капацитетот на Европската унија во овој дел, затоа што ако вие ги преоптоварите со бирократија тие проекти, ако тие имаат компонент од 30-40% на странски партнери, странски конзорциуми кои што треба да реализираат и тие се блокирани од самото нереализирање, тогаш вината не може да бараме исклучиво во апсорпциониот капацитет на Македонија. Јас ќе се сложам, например, бев во град Скопје со изградбата на пречистителната станица. Тука е исклучиво наш проблем, локален, македонски. Но имаме проекти, и јас наследив таков проекти во Министерството за дигитална трансформација за дигитализација на услуги. И тој проект не е целосно завршен, не исклучиво заради нашето министерство, туку и заради начинот на избор и изборот кој што го направила и Европската унија. И тука вината е на двете страни. Што значи дека партнерството и поставувањето на јасни цели што сакаме да постигнеме со реализација на проекти и реалистичното поставување на проектите од наша страна колку можеме да испорачаме, но и од друга страна пристапот на Европската унија треба да биде координиран. Ако едната страна
повлечена на во определена насока и таа не е реална, тоаш нема да има реализација на наша штета. Европската унија нема никаква штета од нереализацијата на проектите, но често се критикуваме самите себе и ја почитувам таа критика, но сакам да го кажам и овој аргумент затоа што е навистина важен, дека не е само капацитетот на домашните институции. Туку зависи од симбиозата со Европската унија и кои партнери се избираат како реализатори на тие програми. Ако се избере по секоја цена некој конзорциум кој што нема пристап во Македонија, не ги знае состојбите, не знае како да работи, нормално е да нема реализација. Да. Добро, ајде пред крајот на емисијата да поминеме уште неколку теми кои се доста интересни за граѓаните. Едно е нешто што зборувавме минатиот пат, тоа се забрана на странските веб страни за обложување. Неодамна ги предупредивте граѓаните малку и подиректно да ги повлечат парите од тие платформи дека наскоро ќе се забранат. До каде е ова? Преку 220 страници се веќе забранети, затоа што и тоа да го објаснам во вашата емисија, ви благодарам на можноста. Граѓаните сметаат дека ако има странски приредувач кој што е легален некаде во странство, дека тој нема да биде забранет. И такви има десетина, да не ги рекламирам сега во вашата емисија, кои што се легитимни, се легални во друга држава, но никогаш не се потрудиле да побараат лиценца да извадат во Македонија. И затоа што не побарале лиценца, ние имаме должност и обврска да ги забраниме. И пристапот до нив континуирано се забранува, почнавме од 50-тина, сега сме стигнати околу бројката од 220 и ќе продолжиме во оваа насока. Ги апелирам и користам и оваа прилика граѓаните да не депонираат средства на овие нелегални приредувачи на игри на среќа. Секој од нив ќе биде забранет, а регистарот е достапен на нашата веб страница, на сите забранети досега веб страници. Имаме добра соработка и со Агенцијата за електронски комуникации, со телеком операторите и ќе продолжиме во оваа насока, затоа што мораме да го заштитиме македонскиот граѓанин, макар и кога мисли дека ова е забава, дека ова е игра. Затоа што таму никој не ви ги гарантира личните податоци. Ова за што зборуваме цела емисија. Таму никој не ви ги гарантира финансиите, никој не ги гарантира вашите картички. Утре ако таа фирма, било која онлайн обложувалница која што е нелегална, се затвори и ви ги блокира средствата, самата, ви ги украде практично средствата, државата не може да ви гарантира дека тие средства никогаш ќе ви се вратат. Ако таа е легална во Македонија, ако извадила лиценца, државата ви гарантира со лиценцата дека таа исполнува законски услови, дека оставила колатерал во Министерство за финансии, дека не може да се затвори така лесно без да ги исплати средствата. Поентава е дека мора да се спречи онлайн коцкањето, нелегалното онлайн коцкање, затоа што носи само штета за македонските граѓани. Тоа не е забава, не е игра кога ништо не ви е безбедно, ниту личните податоци, ниту вашите кредитни дебитни картички. Тоа е едниот аспект во однос, а другиот што тие компании, како што кажете, воопшто не плаќаат данок во Македонија. Тие собираат профит, не ги почитуваат македонските закони. Ние испративме пред да го почнеме процесов, јас мислев дека ќе најдам на разбирање на најголемите 5-6 компании и им испративме дописи со цели фајлови, кај што им објаснивме на кој начин го кршат законот во Македонија и да се коригираат, да побараат лиценца, да учествуваат на македонскиот пазар, да забранат определено време за да имаат време да ги извадат лиценците, не удостојани со одговор. А тие се сместени, граѓаните ме прашуваат зошто не сте ги тужеле, затоа што дел од нив се сместени на држави со кои што немаме взаемно признавање на юрисдикции, држави кои што не почитуваат закони во смисла на Европската унија и начин беше овој. Ако тие не почитуваат нас како држави, нашето законодавство, зашто па ние треба да ги почитуваме и да ризикуваат нашите граѓани да ги споделуваат своите информации со вакви нелегални приредувачи на онлайн среќа. Тема која е на некој начин индиректно поврзана со ова се интернет измами и гледаме дека граѓаните се често жртви на ова и тоа не престанува. Тие интернет измами се вршат на разни начини, во разни форми се појавуваат и можеме да кажеме дека измамниците се цел време инвентивни, наоѓаат нови начини. Сега во тоа е за жал вклучена и вештачката интелигенција, гледаме и на тоа поле. Знаеме дека тоа е многу тешко да се борите против тоа, но што може да направиме? Тука е само свесноста и превенцијата, затоа што кога ќе се случи измамата веќе сите знаеме, да не веруваме на се што гледаме и читаме. Ние сме растени во едно друго време во кое што ако видевте нешто на вести, тоа е сигурно точно.
и ги почитувам и телевизиите и пишаните медиуми македонски кои што се уште се држат до тие принципи. На вистина, кога ќе погледнете некоја информација на вести, тоа во 99% од ситуациите е точно и ретко имаме ние медиуми, легални и легитимни медиуми кои што споделуваат лажни вести или ја насочуваат јавноста. Но има злонамерници кои што се кријат позади овие веб системи кои што се анонимни и кои што сакаат да ги злоупотребат податоците. Еве примерот вчера искористиле некоја моја фотографија од гостување на телевизија, на една од телевизиите и објавиле дека на тој медиум сум кажал дека ќе има одлична можност за граѓаните над 35 години да аплицираат и линкот стои во прилог. А воопшто нема таква програма, не сум кажал ништо такво. Ако кликнете ќе ве однесе на една форма кај што треба пополните своји лични податоци и банкарска сметка и да очекувате дека некој ќе ви префарли средства. Овие работи граѓаните мораат да ги проверуваат. Никој не ви испраќа порака од пошта ако не очекувате некоја пратка или ако не сте се договориле. Македонски пошти не испраќаат SMS пораки. Често тоа е начин на кој што фишинг се нарекува, на кој што рибарат овие предатори кои што сакаат да ги украдат вашите податоци. И постојано треба да бидеме свесни што може да ни се случи и да избегнуваме користење на непознати веб страници, да ги проверуваме веб страниците постојано, затоа што ова е еден начин на предпазливост. Вие како го поминувате улица, секогаш гледате на двете страни на улицата, внимавате дали е семафорот вклучен, истиот е начинот на однесување и во онлайн сферата, не верувајте на се што читате онлайн. Да, за жал, тука можеме и од искуство да кажам, често зборуваме дека тоа се луѓе кои се, да речеме, помалку информатички едуцирани, помалку не се тоа, но мислам дека толку се веќе софистицирани да секој може на прв момент да се излаже. Неверојатно е тоа колку оди напред. Регулација на крипто. Најавено е на некој начин од владата дека ќе се регулираат криптовалутите. Се работи ли на тоа поле? Тоа е во доменот на Министерството за финансии и Народната банка. Јас не сум експерт во делот на финансиите. Долго време зборуваме за оваа идеја. Премиерот ја разговараше уште во 2021 година. Ние мораме да фатиме чекор со тоа што се случува во Европа во моментов, а тоа е признавање дека постојат овие пазари. Јас со сите задршки дека се недоволно безбедни, недоволно познати, не сите ги познаваат, но факт е дека македонските граѓани на различни начини, дали преку странски картички, странски банки и така натаму, или пак некои домашни менувачници, учествуваат на криптопазарот и се целосно незаштитени на тој пазар, затоа што државата нема регулатива. Не е забрането, но не е регулирано. Има доста граѓани кои што добро се офајдиле од овој пристап, има граѓани кои што не поминале баш најдобро. До сега немам информација дека има граѓани кои што биле излажани или биле злоупотребени, но треба да размислуваме за регулација. Таа треба да биде на линија на она што Европската унија го предвидува, но гледам дека Европската унија сериозно размислува за криптопазарите и полека ги регулира овие прашања. Кај нас дојдено на дневен ред, се размислува, но мислам дека немаме се уште финално одговор како институции во која насока треба да се движи. Како би го направиле тоа? Како би била изведена таа регулација? Ако ме прашувате за лично мислење во оваа насока, јас сметам дека ние мораме да ги препознаеме дека постојат. Мораме да како што дозволуваме тргување со акции, треба да дозволуваме и тргување со криптосредства. Тоа е факт, тие постојат, да, реалност. Затоа што постојат и луѓето ги користат. Не е тоа, не можете да забраните нешто што луѓето тековно го користат, затоа што на тој начин ги терате надвор од државата. Едни Соединените американски држави најавија создавање на крипторезерви државни. Тоа е веќе посериозно прашање. Ретко која држава го има одлучено. Тоа е поврзување со така наречените стабилни криптосредства или stable currencies. Неколку има во светот. Тука тоа е одговор сепак за Народната банка и за Министерство за финансии. Лично мислење ми е дека не треба се брза со тоа државата да има своји криптосредства или да издава своји Не само ги кажа како илустрација, дека но постојат, секако дека постојат. Има држави од Европа кои што размислуваат во оваа насока. Европската унија е постабилна во овој процес, поконзервативна и мислам дека ние треба да бидеме внимателни затоа што имаме добро искуство со банкарскиот сектор во моментот, тој е стабилен, луѓето имаат доверба во него, функционира како што треба, но сме имали моменти на сериозни дестабилизации од затварање на банки, штедилници, заробени девизи во 90-тите, да не ризикуваме такви чекори, затоа што граѓаните тешко изградиле доверба во системот, имаат доверба во системот, треба да гледаме како да ја подобриме или да ја динамизираме. Мислам дека патот кон ова треба да се движи преку дигитализација на банките. Во смисла,
нашите банки да нудат повеќе електронски услуги за граѓаните. На тој начин ќе се движиме полека, но правилно во оваа насока. Одлични се чекорите на некои од банките, навистина прават сериозни чекори. Мислам дека оние кои што нема да се дигитализираат во своите услуги, во своето работење, ќе ризикуваат да бидат неконкурентни на пазарот. Да, и за крај да завршиме со нешто што е сега најактуелно, тоа е вештачката интелигенција. Колку размислуваме ние како држава да ја вклучиме и вештачката интелигенција во овој процес на дигитализација, бидејќи мислам дека тоа поле толку брзо се развива. Гледав едно интервју на Елон Маск каде што вели ние секоја недела се изненадуваме. Вика ние буквално секоја недела се изненадуваме од нешто. На тоа поле значи пребрзо се развива тоа, така да ние и да размислуваме. Мислам дека времето многу брзо не гази за да фатиме чекор во поглед на тоа. Значи дали ќе ја вклучиме вештачка интелигенција? Не размислуваме, туку веќе работиме. Јас дадов налог, истражуваме со како да вклучиме машинското учење или големите јазични модели во работата на порталот за услуги, да тој нуди услуги побрзо и да знае врз основа на вашиот профил, возраст, локација, избор до сегашен на услуги, да знае што да ви понуди прво, да услугите бидат интуитивни и да полесно стигнете до услуги. Но ова ќе го имаме како реализација уште оваа година и работиме нешто поголемо со академскиот сектор, со универзитетите. Мислам дека тука е клучот на нашето знаење, затоа што ако ги прашате и Финки, и електрофакултетот или универзитетот во Штип, тие ќе ви речат, ние машинско учење или вештачка интелигенција работиме веќе 20-25 години. Дали во роботика, дали во машини, дали во програмирање. Така што мислам дека базата на знаење ја имаме, тука е, не е неприсутна. Имаме еден компаративен недостаток, тоа е што зборуваме на македонски јазик различно од сите јазици. Тоа е и придобивка и убава работа, но во делот на вештачката интелигенција можеби да претставува проблем затоа што големите јазични модели се пишувани на големите јазици. И ние сега тука треба дополнителен напор да направиме како институции, да го развиваме македонскиот јазичен модел. Да кога ќе напишете нешто на некој од големите јазични модели, да тие знаат да ви одговорат правилно на македонски. Не само јазикот разбирајќи го, него и контекстот, историјата, правилата, значењата и така натаму. И ова е наша задача која што си ја поставивме пред себе. Мислам дека во наредниот период многу активно ќе се посветиме на ова. Не сакам да одиме во регулација по секоја цена, да носиме закон па да дојдам на емисија и да зборувам што убаво сме напишале во законот за вештачка интелигенција. Тоа ќе биде еден акционен план кој што ќе го усвоиме до крајот на летото и кој што ќе значи многу јасно обврски на институциите, на државните институции, на кои и правила и насоки како да ја применуваат, зашто мислам дека носи многу погодности кои што треба да ги искористиме. Не е се добро, но многу повеќе се погодностите отколку недостатоците. Да, еве да завршиме, што очекуваме од дигиталниот самит на 1-2 октомври во Скопје. Скопје ќе го постави на мапата на градови во Европа за кои што ќе се зборува на овие теми и кои што ќе донесат заклучоци кои што означат подобра дигитализација на целиот регион и соработка во процесот на дигитализација. Мислам дека дигитализацијата ги надминува политичките теми, може да биде поле за соработка на сите наши соседи, на сите држави од регионот, како да бидеме подобри за нашите граѓани. Фокус ќе ставиме на услугите, на интероперабилноста, на сајбер безбедноста и овде ќе бидат присутни клучните креатори на одлуки во Европа и на политики во Европа во поглед на дигитализацијата. Мислам дека ќе имаме одличен настан. Апетитот е голем и кај бизнис секторот, и кај невладините организации, кај нашите странски партнери. Правиме се што можеме да тоа биде буквално настанот на годината во поглед на владини услуги, во поглед на дигитализација. Господин Андроновски, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам многу на можноста и на популаризацијата на овие теми кои што не секојдневно се среќавам. Да, се разбира, се ова за добро на граѓаните, да добијат повеќе информации, да знаат како подобро да се снајдат во однос на пред на институциите. Почитувани, ова беше првиот дел со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Останете со нас, одиме со една кратка пауза и продолжуваме со Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар.